Ангел. Не замарайся. Не са Не замарайся. Он ми ги покриваш. Добрий, вие добрий. Evo, na telefonu, ne govorim. Buke pazi. Povedete? Dobar dan, kako ste? Dobri ste. Kako to na novo? Podržavate. Popučite da nas iskopite.
Добър ден на всички. Ваша, ама и наша. Ваша, наша. Почитувани дами и господа, почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, господин Трајан Димковски, почитуван шеф на одделението за предпристапна помош во руралниот развој на Европската комисија, господин Лиам Бреслин, почитуван директор на платежната агенција, господин Никола Бабовски, почитувани гости, соработници, почитувани вработени, добар ден и добре дојдовте на свеченоста по повод отворањето и пуштањето во употреба на новиот објект на компанијата Подгорка. Подгорка ДОО е формирана на 5 април 1991 година, како приватно предпријатие со двајца вработени. Основна дејност на компанијата беше трговија на големо и мало на прехрамбени и непрехрамбени производи и градежни материјали. Во почетокот, компанијата работеше во изнајмени простории, за да во 1998 година купи собствени простории од 750 метри квадратни во центарот на Струга. Низ сите овие години, Подгорка бележи постојан раст во обемот на работењето, а паралелно на тоа и се зголемуваше бројот на вработените. При тоа, внимавајќи на квалитетот на работењето. Во 2010 година ги имплементираше ХАСАП и ИСО стандардите. Во подготовката на елаборатот за имплементација на ХАСАП стандардот поставивме цел изградба на еден ваков објект на кој што денеска сме сведоци на неговото отворање. Нашата цел стана реалност благодарение на нашата заложба и соработката со институциите на локалната власт, помошта и соработката со институциите на државната власт и преку платежната агенција на Република Северна Македонија со искористувањето на средства од ИПАРД фондовите од Европската унија. Денес Подгорка работи на урбанизиран простор од 12.000 метри квадратни, со изграден објект по најнови светски стандарди од 5.000 метри квадратни, со максимална искористеност на изворите на обновлива енергија и зголемен број на вработени, кој во моментов изнесува 55. Објектот содржи дел за расекување, преработка и пакување на месо и месни производи, ладилни комори за складирање на суровина и готови производи и фотоволтаична електроцентрала со производство од 300 киловати на час, пред се за сопствени потреби. Секако за успесите на Подгорка и за натамошните планови, повеќе ќе слушнеме од сопственикот и основач на компанијата Подгорка, господинот Мевмет Джемајловски. Господине Джемајловски, повелете.
Благодарам. Благодарам на сите оние кои што денес издвоија време да дојдат да ни направат чест на ова наше заедничко славење на отворањето на нашиот нов објект, за кој што навистина сум многу горд и среќен и од објектот, но и од соработката со сите оние со кои што соработувавме сите овие години. Јас нема многу да должам во делот на моето излагање, само ќе кажам неколку зборови дека почетоците, како што кажа водителката, почнуваат од дамнешната 90-та година, продолжуваат во 98 година со изградба на објект во градот, со купување на објект во градот во Струга и сега завршуваат со изградба на овој објект. Нашата идеја беше да направиме нешто по што ќе се разликуваме од останатите. Сакаме да ги менуваме навиките на нашите граѓани. Ние во овој објект ќе рассекуваме, ќе пакуваме свежо, разладено месо, кое што е тренд во Европа и во целиот свет, да почнеме да ги промениме навиките на користење на храната, односно здрава храна. Со завршувањето на овој објект, ние сме подготвени од суровина да направиме производ со додадена вредност кој што ќе може да се продава на македонските пазари, кои што ни се главна цел, приоритет на нашето работење, но и во поширокиот регион во нашата околина, односно соседните држави, за кои што мислам дека понатака ќе имаме можност многу полесно да соработуваме со заложба на владата, со она што го прави сега за слободен проток на стока и капитал на граѓаните кои што живеат на овие простори тука. Затоа сме подготвени и ова што го имаме да го ставиме во функција, но и она што понатака планираме во иднина да се прошируваме во делот на преработката на производите. За ова, навистина сакам да искажам голема благодарност за соработката со сите. Почетокот беше во 2017 година со идејата за изградба на еден ваков објект и со поднесување на иницијатива до локалната власт, до Советот на општината, која што го процесуираше и даде зелено светло за да може тој објект да почне, односно плацот да почне да се трансформира. Моделот на трансформацијата на земјиштето, бидејќи гледате тука околу нас сите се ниви. И ова беше нива тука кај што сме сега ние. Затоа сме сведоци сите ние, голем дел од нас, но со труд, со работа, со заложба на сите нас, вработените, нашите деловни партнери кои што покажуваат разбирање, нашите институции, вработените во институциите, голем дел од вработените во институциите ни излегува во пресред да сме сведоци на денешниот ден на ова свечено отварање. Подгорка и јас и ние сите заедно со мојот тим нема да застанеме тука. Ние веќе уште од сега имаме нови проекти, правиме нови проекции за проширување на делот на производството во истиот овој дел, само во соседната нива, која што е веќе во наша собственост и понатака мислам дека производството ќе го шириме за да може да сме поквалитетни на нашите пазари. Значи заслугата не ми припаѓа само мене. Ние имаме, како што рече водителката, 55 вработени. Јас навистина сакам да им се заблагодарам на сите тие, на нивното разбирање, на нивниот ангажман. Посебно имаме и млади и луѓе кои што биле скоро повеќе од 20 години. Ама има десетина луѓе кои се над 10 години. Нив сакам посебно да им се заблагодарам на овој свечен ден за нивниот ангажман, за нивниот труд досегашен и сакам да ги повикам господинот управител на Подгорка Един Джемајловски да им ги додели, да им ги врачи наградите за нивната работа, досегашна работа во нашата компанија. И тоа на Минур Кормаковски, Сенат Кормаковски, Лилјана Марковиќ, Исен Кормаковски,
Сладжана Петреска, Исо Кормаковски, Биким Кормаковски, Едип Каримановски, Исмаил Исејновски и Сузана Ристеска. Сите овие се дел од екипата која што се повеќе од 10 години, некои повеќе и од 20 години. Ова беше пригода права да им се заблагодарам наискрено на сите овие и на нивниот досегашен вложен труд во работата и активностите на Подгорка. Да, нема, емоциите се тука. Не знаеле, меѓутоа не треба се да знаат вработените секогаш. Треба некојаш да се изненадат и тоа вакво пријатно изненадување на овој убав наш заеднички ден. Ви благодарам на вработените, ви благодарам на присутните, ви посакувам убаво да се чувствувате во Струга. Ние сме стружаните по природа, луѓе кои што сакаат гости и ние ве сакаме. Повелете да се чувствувате убаво. Благодарам на честа што ми ја укажавте, што сте денес присутни тука со нас. Му благодариме на господинот Мевмет Джемајловски, секако му честитаме на досегашните успеси, им честитаме на целиот тим на Подгорка на досегашните успеси, им посакуваме да продолжат со исто и поголемо и подинамично темпо. А сега, дами и господа, чест ни е да кажеме дека со нас на овој свечен чин е и директорот на Платежната агенција на Република Северна Македонија, господинот Никола Бабовски, кој во оваа пригода го покануваме да земе збор. Повелете. Добар ден. Прво од срце искрени честитки. Почитуван премиер Зоран Заев, почитуван министер Трајан Демковски, почитуван инвеститор Мехмет Джемајловски, почитувани присутни, чест и задоволство што денеска ја отвараме првата најголема инвестиција која е реализирана со средствата од ИПАРД програмата од почетокот на имплементацијата на програмата па до ден денес во Република Северна Македонија. Навистина е гордост да се види ваков објект. Ова инвестиција е добар пример дека со помош на средствата од ИПАРД-2 програмата во Република Северна Македонија се градат нови, се модернизираат постојните капацитети со еден збор со средствата од европските фондови и со секако домашно кофинансирање, го модернизираме домашниот агросектор и го приближуваме до европските стандарди. Ова инвестиција е инвестиција каде што има поврат на средства од 2.070.000 денари, од кои што 20 евра, се извинувам, цифрата е голема, значи 2.070.000 евра, од кои 20% е национално конфинансирање, а другите се од ИПАРД фондот. Со овие средства, де е доказ дека инвестициите кои што имаат капацитет можат и треба да се подржат, бидејќи Република Северна Македонија знае да ги препознае, владата знае тоа да го цени, знае да го поддржи, а исто така ова обезбедува максимално искористување и на ИПАРД средствата. Преку објавените повици од ИПАРД-2 програмата успеавме до денес да склучиме 1355 договори по сите мерки со вкупна вредност од 31,5 милиони евра.
До овој момент Република Северна Македонија има искористено, ставено на располагање на економијата 39,5% од вкупно расположивите средства од оваа програма. Така да, ние, освен што ставаме на располагање средства и ги враќаме кај инвеститорите, веќе се исплатени 814 договори во вредност од 13,4 милиони евра. Во време кога домашното производство треба да се прилагоди и приближи на европските стандарди, ова е навистина правата поддршка. Со јакнење на домашниот агросектор, предпријатијата стануваат многу поконкурентни, се отвараат нови работни места, домашните земјоделски производи добиваат додадена вредност, која позитивно се одразува на бруто домашниот производ. Ги охрабруваме сите стопанственици да аплицираат за добивање на средства преку ИПАР 2 програмата. Направивме се да ги поедноставиме и забрзаме процедурите за искористување на средствата, а со тоа и да го зајакнеме нашиот агросектор, нашата економија, да помогнеме на средните, малите и микропредпријатија да можат да го развиваат нивниот бизнис. Ви благодарам. Му благодариме секако на директорот на платежната агенција, на господинот Никола Бабовски, за неговото обраќање. А сега, дами и господа, чест ни е да го поканиме шефот на одделението за предпристапна помош во земјоделството и руралниот развој на Европската комисија, господин Лиам Бреслин, да земе збор. Повелете, господине Бреслин. So good morning, everyone. I think the word is Dobar Den. And my name is Liam Breslin. I work in the European Commission in Brussels. And my colleague here is Zigo. And both of us work on the EPARD program, which is the program for rural development for pre-accession countries. Добар ден, почитувани гости, почитуван премиере и представници на владата. Јас сум дел од Европската комисија и ние работиме на имплементирање на ИПАРД фондовите во државата. So Prime Minister, ministers and everyone here, we're very happy to be here. I especially want to congratulate Mevmet Jamalovski and his family for this beautiful new plant. It's a credit to you all. Почитувам премиерен, министри, многу ми е драго да можам да го поздравам собственикот Мехмет Джемайловски и неговата фамилија. I think it's safe to say this is probably one of the biggest agricultural projects we've seen in North Macedonia. Морам да кажам дека ова е можеби еден од најголемите агрокултурни проекти кои што сме го направиле, кои што сме го виделе во Македонија. And it's probably the biggest EPARD project funded in North Macedonia so far. И веројатно е најголемиот реализиран ИПАРД проект во Македонија до сега. So our job in the European Commission is to run this EPARD program, and we're running it in North Macedonia, in Albania, in Turkey, Montenegro and Serbia. Значи нашата задача е да го водиме фондот, да ја водиме програмата ИПАРД програмата и го водиме во Македонија, во Србија, во Монтенегро. And what we're trying to do is to provide help to farmers to improve their farms, to buy new machinery, but also to help the food industries to modernize and develop. And this factory here is a real example of that. Се трудиме значи да им помогнеме на фармерите да го подобрат нивниот начин на производство, да купат нови машини, но исто така се трудиме и да помогнеме на компании како што е ова, за да го подобрат производството. So I want to say in North Macedonia, since EPARD started, and it has been difficult to get EPARD going, but now we see in North Macedonia there have been 5 calls. There are over 1,000 applications which have been submitted. So we see from the farmers, from the food industry, people are applying for EPARD. На почетокот кога започнавме со ИПАРД фондовите беше поприлично тешко да се добие еден таков грант, но сега гледаме дека повеќе од 1000 апликанти имаме кои што аплицираат за
за добивање на ваков фонд. And this factory here is one of the first examples we see under Measure 3, and I hope we will see young people in the area being employed, and also the factory buying meat from North Macedonia so that it helps the farmers in this area. Ова фабрика е еден доказ, е првата што ја видовме како успешно реализиран проект, но се надеваме дека во иднина млади фармери ќе аплицираат за да постигнат вакви успеси. So I want to again congratulate the Jemilovski family for all the hard work. I want to also mention, in helping us with EPARD, the former Minister Nikolovsky, who's here, and the current Minister Dimkovsky, who have both followed EPARD right from the start. Значи сакам да им честитам на фамилијата која што ја доведоа до завршница овој фонд, како и на министерот, прошлиот министер и овој министер. They were both helping us when we were trying to get EPARD running. It took a lot of hard work, but now EPARD is running, and I hope we will see even more of these factories in North Macedonia. Беше потребна и тоа како тешка работа за да се достигне до ова ниво, но сега гледаме дека и многу повеќе вакви проекти се прават. And lastly, just to finish, I want to thank the different ministries who have worked together. The Ministry of Agriculture, the EPARD Paying Agency, the Ministry of Finance, and as I said, the government ministers. You have all worked together to do a real good job on EPARD, and I hope we'll see more of this in the future. Thank you very much. На крајот сакам да им заблагодарам на Министерствата за земјоделие, на Министерствата за финансии. Сите работевме напорно заедно за да достигнеме до ова ниво. Ви благодарам. Му благодариме на господинот Бреслин за неговото обраќање и за честа што денеска е тука на овој свечен чин. А сега, дами и господа, го поканувам министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Трајан Димковски, да се обрати на присутните. Министре, повелете. Добар ден. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитувани собственици господин Мемет Джемиловски, почитувани присутни, почитувани медиуми. Денеска сме овде во Подгорка, капацитетот кој повлече најмногу средства од ИПАРД 2 програмата. Вкупната инвестиција на овој проект е вредна 4,4 милиони евра, а половина од оваа сума, над 2 милиони евра, веќе се вратени на сметката на компанијата. Од овие средства, 1,6 милиони евра се средства од европските фондови, додека 560.000 евра се средства од националното кофинансирање. Инвестицијата вклучува целосна изградба на објектот за преработка на месо и месни производи, поточно конфекционирање на свежо, телешко, говецко и пилешко месо. Се работи за објект чија изградба и опрема се целосно во согласност со националните и европските стандарди за безбедност на храна и квалитет на производите. Компанијата започна со 30 вработени, веќе се отворени нови 25 работни места, а бројот на нови работни места се очекува да расте. Ова е уште еден доказ дека земјава има институционален капацитет и знаење за реализација на големи проекти, како ова најмодерна капитална инвестиција во Струга, која што успеа со квалитетен проект да добие европски средства од ИПАРД 2 програмата. Инвестициите во преработувачките капацитети се важни не само за модернизирање на земјоделството, туку и за развој на вкупната економија, како и за зголемување на извозот на домашните производи. Почитувани присутни, почитувани стопанственици, ве охрабруваме да ги користите европските фондови, да влегувате во нови инвестиции, а ние како влада и министерство ќе бидеме ваш партнер во целиот процес и во создавање на поволни услови за развојот.
Со цел зголемување на искористеноста на ИПАРД во делот на мерките наменети за инвестициите за градба или реконструкција на преработувачките капацитети, постбербените активности, со измените во Законот за земјоделство и рурален развој, а воведовме мерка предфинансирање, каде што сопственото учество на инвеститорот се покрива од националниот буџет, со што корисникот ги добива парите однапред да вложи, за да може да инвестира во рок од 8 години, на инвеститорот има обврска да го врати без камата. Истото ќе биде утврдено со договорот за кофинансирање на оваа финансиска помош. На овој начин очекуваме уште поголем интерес за инвестирање и за аплицирање за добивање на средствата од ИПАРД програмата. Ова е нова шанса за сите кои сакаат да ги модернизираат постоечките или да отворат нови производствени капацитети. По новогодишните празници ќе се објави и повикот за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства. Мерка преку кои ги модернизираме домашните фарми и малите бизниси. Дека сме на прав пат покажуваат и податоците, дека се склучени вкупно 947 договори со вкупна сума од 12,4 милиони евра. Сите апликанти кои што целосно ги завршија своите инвестиции се исплатени во целост, со што се внесени десетина милиони евра назад кај нашите граѓани, нашите земјоделци и кај нашиот агросектор. Само преку модернизирање на секторот може да се постигнат европски стандарди, да се создадат конкретни производи, да се зголеми домашното производство, а сето тоа е позитивно да се одрази во бруто домашниот производ. За крај, сакам да им честитам на компанијата Подгорка за овој грандиозен капацитет и се надевам дека нивната успешна реализација ќе биде пример кој масовно ќе се применува и дека сите овде заедно ќе бидеме сведоци на уште многу инвестиции кои ќе бидат поддржани од ИПАРД програмата. Нека е со среќа. Му благодариме на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Трајан Димковски, за неговото обраќање. И на крајот би сакале да изразиме големата благодарност и честа што денеска со нас тука на овој свечен чин на компанијата Подгорка е и председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев, кој што го поканувам да се обрати, да ве поздрави и да каже какво е значењето на ваквите капацитети за економскиот развој на нашата држава. Повелете, премиер. Благодарам, Тања. Почитуване семејство Џемиловски, почитувани граѓани на Струга, на Подгорци, сигурно ви има денеска овде присутни. Почитувани министри, директори на платежната агенција, на Агенција за храна, ветеринарство, царина, поранешен министер за земјоделство, кој што го гледам овде, драги пратеници, кои што сте денеска присутни, представници на општините Струга и Охрид, почитувани представници високи од ИПАРД програмата, од Европската комисија, од Брисел, кои што сте денеска со нас, почитувани сограѓани. Секогаш е големо задоволството кога сте сведок на раѓањето на една бизнис инвестиција, кога можете да ја следите во нејзиниот развој и да бидете дел од успешно финализирање и реализација. Драг Мечо, ова е европеизацијата на Подгорка. Ова е дел од европеизацијата на Струга. Ова е дел од европеизацијата на Република Северна Македонија. Во мај 2018 година, јас и вице-премиерот Кочо Ангјушев, колку што се сеќавам, заедно со нашите соработници и со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Никола Бабовски, бевме поканети од господинот Мехмет Џемајловски на презентацијата на неговата бизнис идеја за изградба на фабрика за преработка на месо. Тогаш работите за изградбата беа во самата нивна почетна фаза, а денеска сме гости, исполнети со професионална сатисфакција затоа што учествуваме на оваа свеченост со која официјално се означува стартот на работата на оваа прекрасна македонска фабрика.
Уверен сум дека брендот на компанијата Подгорка наскоро ќе биде прифатен на пазарот како препознатлив знак за квалитетни преработки од месо за кој постои голема побарувачка. Компанијата е веќе докажена, а убеден сум дека новите видови на производи навистина ќе постигнат импозантни успеси. Има повеќе фактори што оваа фабрика ја прават посебна и вредна, да ќе истакнам неколку како пример. Бизнес идејата и моделот на оваа иницијатива беа високо оценети и како резултат на тоа, таа сосема заслужено доби највисока финансиска подршка од мерката 3, инвестиции во преработката и маркетинг на земеделието, на земеделските производи од ИПАР 2 програмата, односно 2 милиона и близу 100.000 евра. Посебно ме радува што станува збор за домашна компанија која што отвори нови работни места и донесе нова вредност во нашата економија. Сакам да ги охрабрам собствениците и инвеститорите во оваа компанија и понатаму да влегуваат во нови инвестиции. Владата и институциите се тука да бидат и понатаму ваши партнери во создавањето на поволни услови за раст и развој на вашите бизниси. Во таа насока радува и извозната ориентација на оваа компанија, која што освен на домашниот пазар, планира своите производи да ги пласира и на пазарите во странство, во околијата, со доминантност во Албанија. Овој период големи усилби вложуваме во напредувањето на регионалната соработка. За тоа зборуваше и собственикот. Создаваме услови кои ќе овозможат 24 часовно работење на границите со царински контроли во една точка и за меѓусебно признавање на фитосанитарните контроли на производите што се движат низ овој регион. Македонски царини, царините од Албанија, работат на конечните подготовки на пуштањето на One Stop Shop токму овде на границата на Ќафаса. На тој начин се обезбедува брз и безбеден транспорт за производите од регионот, за да стигнат до пазарите во оптимално време, за што во голема мерка ќе помогнат и брзите ленти за компаниите. Гаранција за производите се и примената на најсовремени машини и технологии според ХАСАП и халал стандарди во согласно со националните и стандардите на Европската Унија за безбедност на храната и за квалитет на производите. Фабриката максимално ги користи локалните ресурси и обновливите извори на енергија со вклучување на модерните трендови за енергетска ефикасност и независност со инвестицијата во фотоволтаичната опрема за електрична енергија и во сопствени бунари за снабдување со вода. Од посебно значење и придонесот што Подгорка ќе го прави и за развој на локалната заедница, пред се со отварањето на работните места. Ова и сите слични и други храбри бизнис иницијативи се од огромно значење за задржување на највредното, на младите луѓе, кои поддржани со мерките на владата, како што е младинскиот додаток и многу други, ќе ги охрабрат младите да веруваат во својата иднина и да инвестираат во себе за стекнување нови вештини кои што се барани на пазарот на трудот. Ваквите решителни инвестицијски чекори на една домашна компанија која што успеа со квалитетен проект да добие средства од ИПАР програмата се охрабрувачка и мотивирачка успешна приказна. Вреден за пример што заслужува да се следи, да се споменува и да се учи е токму оваа иницијатива и самите искуства се одлични за поттикнување и охрабрување на други бизнис иницијативи. Јас само на крајот ќе споделам, имав чест како скоро завршен млад економист со Мехмет Џемиловски Подгорка да работам трговија, комерцијални работи 98, 99, далечните 2000 година, кога растеше компанијата и се создаваше, и сакам да го изразам моето лично задоволство и лична среќа што денеска Подгорка стана гордост и бренд на Република Северна Македонија. Благодарам Мехмет на поканата, благодарам што дозволивте да бидеме дел од ова ваше славје,
Ова е слава и на Струга и на Република Северна Македонија. Честитам на вас и на вашето семејство, на вашите вработени, на овие прекрасните инженери кои што работеа овде на целиот овој проект. Ви посакувам огромни успеси и во иднина. И не застанувајте тука. Продолжете во соседниот плат, продолжете да инвестирате. Ние сме тука да ве поддржуваме. Благодарам. Му благодариме на премиерот господинот Зоран Заев за неговиот говор, за убавите зборови, секако и честитки. А сега, почитувани гости, дами и господа, ги покануваме господинот Мевмет Джемајловски и господинот Един Джемајловски да пристапат кон свеченото сечење на лентата, со што и официјално ќе го означиме пуштањето во употреба на новиот објект и новиот производствен капацитет на компанијата Подгорка. Момент само. Може напред. Оп, сега чекай. Трябва да души на дезинфекцията да... Айде напред, може. А тука што сме? Со пета влечете назад. Со пета влечете назад. Влече назад. Е така. Айде другата. Не само влече. Ова е първата. Обесен. И тук си ова, камионът се пати на тука и затвори цел. Влегува, надвор си има тунел, и влегува и това се повързува с камионът. Пеше се обесени, не са тук е обесено, се повързва с камионът. И нищо надвор няма никакво пристъп. Директно. Линията си продължува да така. Ноги по-отворе напред. Значи цялата руба, която се легува, от това страна, а излегува тук. И пътуване. Значи дело да се кува. Все облади го правим сега от това, ще го гледате, рево да ги изложим пред производите. Това го правим ние. Овие са нашите производи, които ние. Ова се нашите производи, които ние ги произведуваме от това, што го добиваме като суровина и като суровина добиваме производство додадена вредност. Много е свежо и разладено месо. Пресно, што се вика. Да. Не забръзнавано, подледувано. Не. Еве, месото тук е. И от ова месо ние правиме нашите производи со додадена вредност. Имаме за сега 6 производи, кои што ги пакуваме и кои планираме да правиме уште повеќе нови производи, но това после малко последните на времето, ќе ви кажам за мојата идеја за понатака за новиот пат, кој што сакаме да го, кој ќе го тргниме меморандумот за да може да поднесеме барање. Много одобрение, вече имаме проектна документација за да може да се прошири до делот на работа. Модерната префината помагувачка барања. Не забрзна да се обрежа. Европските стандарти тоа го бараат. Во Европа не може повеќе да бъде. European standards say that kind fresh meat, not only is frozen, because it's very important
This is all for the Macedonian market, is it? Yes, this is for Macedonia, Zambia. But go also abroad. In a neighborhood. Значи тие се, ова е еден производ, ова е друг производ, ова е мелено месо, кое што е Това е мелено. исто, од истото месо, ова мелено месо, готово, подготвено, свежо исто. Овие се готови формирани производи. Тука имаме кебапчиња, готови плескавици, кебапче, бургери. Hamburgers. Бургер, готово. Готови, да. Very good. На се сме мислеле. Не. Еве, бургер, еве. Кебапчиња. Ова е она што. Еве ги кебапчиња, скара, да. Па имаме денешка опција сигурно. Значи ова вака ќе го вакуумираме, ова е свежо, 5 минути само на скара. 5 минути, телешко, свежо, кое што Штанко направено се. 5 минути, готово, се спремно, само 5 минути на скара. И манджа. И сочно и убаво. И сочно и убаво. За манджа, еве посебно за манджа. Еве за манджа посебно. И за нас имаме посебно. Ова е коцки за манджа, кое што традиционално кај нас се користат вакви производи. Супер манджа, за И После мрзливи домаќи, помрзливи све направено, не Горка секој ги направи, после нема што. Така јас мислам дека е. Овие се основните производи, председатели, кои што во моментов се користат на нашите пазари. Основните производи. И сакаме што да почне После ќе играете со асортиманите. Како могу може да се. Значи пазарот не може да биде еднаш многу производи. Затоа постепено, помалку, на почетокот 5-6 производи, после ќе се зголемува асортиманот, ама по еден производ, за да може да го... Јагнишко немаме проблем за расекување. Само да најдеме, значи да најдеме и нема да проблем. Инаку, видите, ова сега вака. Дезинфицирано, изчистено и сега можеш што сакаш да расекуваш. Нели, можеш јагнишко, можеш телешко, можеш пилешко, што сакаш. Се заврши процесот, дезинфекција, чистење, целосно, пак наредниот ден можеш друго место да... Не е така. Ова е она што ние го нудиме на нашиот пазар како готови производи кои што излегуваат надвор од нас. Евро, културно, спакувано, палетирано, за да може да се достави не само кај нас во нашата држава, туку и надвор, затоа реков тоа постепено ќе ги градиме ние нашите капацитети за да можат да излеземе на нашите прво соседни пазари, кои што ни се најблиско, кои што имаат најмалку трошок за превоз и за други трошоци, а олеснувањето на протокот на стока, нарочито ваква стока, ќе ни е од големо значење за нас. Колку се кладилниците, колку 1200 палети можат да се стават во 6 кладилници. Сите се вака, нанесени со рафтови, 1200 палети. Значи тоа се отприлика некои 40 шлепери во еден момент може да се стават што суровина, што готови производи. Значи, во секој лагерник, вака поставено, може да се постават најмалку 6 камиони, односно до 8 камиони роба. Тие се голем капацитет, шлепери по 33 палети, тоа е голем капацитет. Но ние мислиме да растиме. Овој дел е направен за да не се чепка понатака, а другиот дел кај што треба да растиме, ќе оди понатака во другата соседната парцела, во кој што ќе треба да го прошириме делот на производството. Делот на производството со проширен асортиман и со големен капацитет на производство. Може да му преведите на господинот малку, да ме разбирате, да, со големен и проширен капацитет на производство. Тоа е и целта наша, за да можеме да обезбедиме за нашите млади луѓе, генерации кои што доаѓаат да обезбедат и работа, но и доволно средства за да можат тука да живеат, да не помислуваат дека треба да одат некаде напред. have capacity for Тоа е и 40 целта trucks, наша. 40 trucks, 1,200 pallets of that. Huge capacity. Значи And тоа се have possibility for continuing. It's already in production. He's already in production. Since a few months. Yes.
веќе сте во производство влезени. Да. Пред колку Ова ние време? го Пред неколку произведуваме. месеци? Да. Има неколку месеци, да. Few months. И сега го чекавме вашето Така, ослободување за да може Ја. да го направиме ова официјален дел, а инаку ние веќе произведуваме и продаваме на пазарот. Веќе имаме наши производи на пазар. Одобрени се. Можеш и по програма веќе да бидеш. Агенција од храна и ветеринарство одобрена. Ние година дена си дадовме рук. Да. Одобрена од храна и ветеринарство. Да објасним тоа, не можеме да работиме ние како не. Да. И постојано имаме контрола. Ние сакаме тоа да го контролираме, а сакаме тие да не контролираат затоа што ние имаме простор во кој што ние може да се подобруваме, а тие подобро го знаат тоа, тие подобро ги следат сите нови стандарди за да може А да се сакате да си држите купувачите? апсолутно. За квалитет? Апсолутно. Само тоа може да не задржи на пазар. Задоволство да има од работата, не само профит. Секако профит мора да има, за да има плати, ама Задоволство да е, кој ќе сте сите тука Голема заедно, работа. поголемо задоволство од тоа нема. голема работа. Јас мислам дека сите ќе сте задоволни кои ќе сме вака заедно на една маса со сите. На лева страна. Може малку да пиете кафе тука. Не се го работа. Не само да се видите, не ги
Благодаря.